Мрежата за заштита од дискриминација бара од собранието да не ја избере кандидатката Џихан Ахмет, предложена за член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, бидејќи не ги исполнува законските услови. Оценуваат и дека е разочарувачко и загрижувачко нејзиното непознавање на основни поими и меѓународни документи, меѓу кои на Истанбулската конвенција, што се гледа од одговорот на прашање од представник на мрежата за време на јавното представување. На кој од темелите од Истанбулска конвенција би работеле како член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и со кое постојано тело би воспоставиле соработка за таргетирање на дискриминаторски практики во образованието? Со Истанбулската конвенција би работела, например, од кога е усвоен Истанбул. Значи, тие промени како што биле почетокот, сега многу работи, мислам, се сменија. Порано било за време на Ататурк, што имало и забрана, например, да се одат заболени или секој има право да оди на работа, училиште без разлика како што сака. Така да јас ова вака би го продолжила како што е сега моментално во Истанбул. Од мрежата апелираат собранието да ја свати сериозно својата улога во поглавието 23 правосудство и фундаментални права и да го гарантира напредокот на земјата во полето на недискриминацијата, почнувајќи од изборот на компетентни лица во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Од незината биографија се гледа и дека кандидатката нема ниту една година работно искуство во областа на човековите права, иако во огласот стои дека е потребно 7 годишно работно искуство во оваа област. За членови на комисијата беа пријавени 14 кандидати, а комисијата за избори и именувања ги предложи Џихан Ахмет, Наташа Амдиу и Лимко Бейзаровски. Нивниот избор ќе биде на утрешната собраниска седница.